неколку дена жестоки напади и растечка тензија на Блискиот Исток, од Вашингтон ДС ноќеска стигна порака дека војната можеби се приближува кон својот крај. Американскиот претседател Доналд Трамп на пресконференција изјави дека конфликтот со Иран може да заврши многу брзо, тврдејќи дека клучните воени цели на Америка и Израел се речиси постигнати. Но нападите во регионот продолжуваат, а неизвестноста останува голема. Дали навистина сме блиску до крајот на конфликтот или ова е само нова фаза од една поширока и подолга геополитичка пресметка? Да си кажеме на оваа тема и бараме одговор на дел од овие прашања денеска во продолжение со двајца аналитичари. Во студиото е Александар Србиновски. Здраво. Добре дојдовте во Телма. Дел од глобална иницијатива, представник на глобалната иницијатива за Македонија и за регионот. Така, и онлайн ќе го вклучиме во емисијата воениот аналитичар Дарко Тодоровски, кој подолг период живее и работи во Москва. Дарко, поздрав од студиото на Телма во Скопје. Дали се слушаме? Добро, додека воспоставиме врска со Москва, одиме со разговорот во студио. Александар, слушнавме што се најновите информации и од теренот, и од Вашингтон, од центрите на моќ. Ајде ние да тргнеме од почетокот. Зошто воопшто почна оваа војна, иако се преговараше, имаше преговори во Женева, се зборуваше дека се постигнува напредок и одеднаш се случи војна. Да ги разгледаме вистинските причини за војната, ако ги тргнеме политичките изјави на страна, дали всушност станува збор за неутрализација на нуклеарната програма на Иран, станува збор за можеби промена на стилот на владење, на верско владење, што го има оваа азиска земја, или пак за нешто трето? Има некаква економска позадина во сето? Јас би рекол дека овој конфликт конкретно или оваа епизода од конфликтот кој што трае веќе повеќе декади во различна форма е комбинација на повеќе фактори. Да речеме првенствениот ја на кој што би му ставил акцент е неутрализација на воената моќ на Иран, првенствено е гаранција за безбеден Израел. Израел е еден од најтесните сојузници на САД и обратно, првенствено. На втор степен би напоменал дека војниот конфликт е, да не речам со сигурност, меѓутоа има голема доза на импликации кои што не насочуваат на фактот дека веруваме е воена операција која што има за цел економски да ја ослаби Кина, која што се смета за геополитички конкурент на САД во отворена смисла на зборот на глобално ниво. По нападот во Венецуела, Иран е логичната дестинација за ослабување на економско ослабување на Кина во смисла на увозот на нафта и на нафтени деривати кои што во најголем дел доаѓаат од овие две држави кои што веќе го немаат капацитетот да го испорачат тоа, барем не во скорешна иднина. И на трето ниво би наговестил дека конфликтот со Иран, иако си има своји политички димензии, се користи и за внатрешна употреба, како во САД, така и во Израел. Сакам да напоменам дека без разлика како и да заврши овој конфликт, наскоро во октомври годинава има парламентарни избори во Иран. Актуелниот премиер на Иран важи за човек од безбедносниот сектор. Израелниците. Да, се извинам. Важи за човек од безбедносниот сектор на Израел, за милитари гај, за човек кој што ја гарантира безбедноста на својата држава. Во операција во која што војната моќ на Иран би била уништена, намалена, во секој случај тоа се за неговата политичка опција гаранции дека тие имаат многу поголеми шанси да дојдат повторно на власт, имајќи во предвид дека оваа држава во моментот, како и остатокот од светот, се соочува со сериозна економска криза во секаква смисла на збор. Зборот многу интересна и храбра теза, меѓутоа дали е прескапа цената што треба да се плати? Прво и во пари, второ и во жртви? Ние мораме да разбереме дека светот во моментов, тоа најверојатно ќе биде дека од сега и во иднина се наоѓа во нова геополитичка околина, која што во ништо не наликува на она пред 10 на 20, 30 и 50 години. Начинот на надменувањето на генералните спорови помеѓу моќните држави ќе се извршува токму на овој начин, кој што е нецивилизиран, меѓутоа дипломатите се заменети со
ракети со војници, со војни бродови и така натаму. И ова ќе биде темпото на кој што ние ќе треба да се навикнеме. Исто така, сакам да напоменам дека и овој конфликт изфрли низа на геополитички импликации кои што за секогаш ќе бидат доминантни. Разводот помеѓу САД и Европската унија станува уште посилен, со исклучок можеби на Германија кој што ја поддржала операција на САД кон Иран. Ја поддржи и Франција и Британија? Не се согласам. Британскиот премиер имаше изјава дека низините војни бази се издадени само единствено за безбедносно гарантирање на воздушниот простор на локациите на САД за да го спречат нападот кон Европа. Франција присуствува со носач на авиони, меѓутоа што може Франција да направи од Средоземното море во никој случај ниту го има капацитетот како САД, ниту па возможно таа да влие. Само Шпанија отворено се спротивстави. Другото е... Па не би рекол Шпанија има голем, ако сега генерално анализираме наназад во седниците на Обединетите нации, редица број на европски држави, а и трансатлантски како Канада, например, ја признаа постоењето на Палестина, што, например, во минатото тоа се сметаше за преседан. Се менува светот, постои ризик дека конфликтот, тој ги надмина границите на спорот, може да ги надмине дополнително, ако се зема во предвид дека постоја обиди за дестабилизација на тамошна соседна Турција, на Азербејџан. Азербејџанските безбедносни сили спречија терористички напад врз гасовод на прокси терористичките организации поддржани од Иран во оваа држава. На два пати беше нарушен воздушниот простор со проектил од Иран кон Турција. Турција е, да не забораваме, втората по бројчаност па дури и помоќ во конвенционална смислена збор членка на НАТО. Самиот чин доколку Турција биде нападната, тоа значи дека НАТО е вовлечено во регионален конфликт. Ќе зборуваме во продолжение. Последните информации од Вашингтон вчера што ги испрати Трамп се дека конфликтот ќе заврши набрзо. Ние зборуваме за можни сценарија за ширење. Еве од режија ми јавија дека во меѓувреме ја имаме воспоставено врската со Москва. Од таму треба да ни се јави воениот аналитичар Дарко Тодоровски, човек кој живее и работи во Москва подолг период. Поздрав од студиото на Телма во Скопје. Каква е атмосферата во Москва? Не сме имале прилика, односно немаме често прилика да чуеме во живо што се случува и како се живее во руската престолнина во последно време. Добро утро, Никола. Поздрав до вас, до вашите гледачи. Јас моментално... Горан. Моментално јас сум во Санкт Петербург, не сум во Москва. Овде сонце грее, но во Москва уште има снег. Иако Санкт Петербург е посеверно од Москва, овде времето е подобро во Москва. Добро, убаво време во Санкт Петербург. Дали е мирно, дали се чувствува некаква тензија во однос на прво војната во Украина, која Русија води веќе 4 години, а второ и поради новиот конфликт на Блискиот Исток? Па видите, и Москва, генерално и Санкт Петербург се далеко од војните зони и практично тие го живеат својот светски живот, така да се изразам. Овде не се осеќа дека има конфликт. Тоа е ипак сепак далеко и воздушна линија, така да Обичните луѓе на улица на русите не зборуваат на тема војна? Дали тоа не е тема во кафулињата, во рестораните, во Па видите, овој конфликт овој конфликт влезе во петата година, така да веќе тоа е, знаете, на почетокот да, тоа беше тема, сега не. Луѓето секој се занимава со своите проблеми. Тоа исто како пандемијата кога беше додека беше на почетокот актуелно, потоа стана секојдневица. Добро, во студиото сме со Александар Србиновски, кој исто така како човек представник регионален на глобалната иницијатива од Македонија, ги следи состојбите одблиску. Почнавме да ги анализираме причините за отворање на новиот конфликт, односно за нападот на Америка и Израел врз Иран. Потоа се надоврзавме на новиот распоред на геополитичката мапа во светот. За вас првото прашање што ми се наметнува е зошто е таков млак или речиси никаков одговорот на Москва, ако се земе предвид дека Иран важи за незин традиционален сојузник? Видете, правично и Русија и Народна република Кина, тие иако имаат договори за стратешко партнерство со Иран, во тие договори нема точка брзувачка која што е за војна одбрана.
отворена. Второ, Русија и Народна република Кина одговорија дипломатски и тоа е во духот на нивната традиција на надворешна политика. Но да Wall Street Journal мислам дека излезе со тврдење дека и Русија и Кина му возможуваат на Иран, обезбедуваат разузнавачки податоци и дека Кина е спремна да му обезбеди на Иран финансиски податоци и делови наводно за оружје, за ракети. Колку од тоа е точно, американците не представија никакви докази за тоа. Иранскиот министер за надворешни работи Арачи исто така изјави дека Русија му пружија помош на Иран, но тој не наведе конкретно како вид на помош. Така да ние може да шпекулирам. Инаку Русија и Иран имаа потпишано неколку одбранбени договори за испорака на руско оружје и Русија во изминатиот период започна со испорака на борбени хеликоптери Ми-28 и борбени авиони за обука на пилоти Як-130. Еден од нив беше сручен деновиве од израелски борбен авион F-35 на небото над Техеран. Така да тие договори беа во фаза на реализација, но поради нападот на САД и на Израел во Иран, тие договори нивната реализација се стопирани во момент. Добро, еве, бидејќи кажавте дека Русија почнала да го снабдува засилено Иран со оружје непосредно пред да се случи нападот, дали сметате и двајцата прашање, па можеме да одиме редоследно, односно да се надоврзувате, овие напади што ги извршија САД и Израел како сојузници врз Иран, реално може да ја уништат нуклеарната програма, она што се јавува како причина број 1 за војниот напад, или само ја одложуваат, повторно се купуваат извесен број на години, десетина години како што рекоа, па повторно ќе биде Иран закана за регионалната и светската безбедност ако продолжи да ја развива нуклеарната програма. Тоа е првото прашање. И второто прашање, колку се вашите проценки дека е реална и таа иранска воена моќ со оглед на тоа што слушнав некаде можеби вашиот настап Тодоровски кај колегата Наумов на стадион или не знам каде беше. Да. Рековте дека се проценува дека Иран располага со околу 10.000 дронови и не знам неколку илјади ракети. Произведува ли во меѓувреме? Има некои тајни канали за снабдување од Русија, од Кина, или пак тие ресурси на оружје на Иран се ограничени и војната е осудена на крај ваков или онаков? Ако може. Предпоставувам дека најотворено мораме првично кога ќе почнеме со одговор на ова прашање да разбереме дека секоја војна е пропратена со пропаганда. Ние за волја на вистината немаме вистински информации од терен во смисла на медиумско известување, иако постојат медиумски екипи базирани во Иран конкретно, дури и на CNN, па и оние во Израел, не постои објективно известување од причина што чисто за споредба колегите новинари кои што се базирани во Израел мораат пред публикување на своја фотографија и информација да добијат дозвола од Министерството за одбрана. Тоа ни дава на сомнеш дека честопати говориме и за предимензионирани бројки кои што ја предимензионираат моќта на Иран. Но мораме да разбереме дека Исламската република Иран е во форма на војна повеќе од 20 на 30 на години. Тие се дизајнира или нивниот државен апаратот се дизајнира на начин да функционира врз основа да не е еден единствен команден систем, без разлика на екзекутициите на нивните водечки. Да, има повеќе милици. Нормално, во смисла како келиите на терористичките организации имаат специфичен државен апарат кој што гарантира дека тој може да го издржи притисокот на надворешните фактори кои што се учесници во овој конфликт. Дека неговата моќ е уништена, се сомневам, да, намален е капацитетот на нуклеарната програма, со сигурност, но ние мораме да направиме паралела колку една држава како Иран, кој што брои приближно, не знам, 90 милиони, а територијално е во големината на Балкан, можеби да се каже, може да го издржи овој конфликт. Ако се сетиме агресијата во соседна Југославија, односно Србија сегашна, траеше 80 на дена. Држава со екстремно скромни војни капацитети во тој период, неспоредливи сега со оние што ги има Израел, издржа приближно долг период. 2 седмици во конфликт од вакви димензии се прекратки за ние да можеме да направиме соодветна проценка дали навистина
е успорена иранската моќ. Ако била, тогаш ова е веќе второ сценарио во расчекор од неколку месеци, каде што САД со Израел повторно и повторно воено интервенираат во оваа држава. Најверојатно е успорена нуклеарната програма, но дали таа ќе биде исфрлена од во воена смисла на зборот од рацете на Техеран, останува да видиме. Тодоровски, еве ќе се надоврзете вие, какви се вашите проценки и анализи со кои располагате, дали е уништена нуклеарната програма на Иран или е само купено време во таа насока и со какво друго оружје располага Иран за да пружи отпор на Кокафрок? Видите, факт е дека Израел и САД уште во 2025 година, посебно САД кога со стратешките бомбардери Б-2 ги бомбардира нуклеарната постројка Фордо и Насанзе и Ицвахан, мислам дека тие тогаш сериозно ги оштетија тие објекти, за да можат објектите да функционираат. Иако тие голем дел од тие објекти се подземја, беа уништени некои од клучните, виталните делови кои што се клучни за функционирање на тие објекти. Системот за вентилација и влезови. Но Израел и Америка тврдат, посебно Израел тврди повеќе од 20 години дека Иран работи на создавање на атомска бомба и покрај тоа што Иран тоа официјално го негира и покрај тоа што имаше петва од претходниот лидер, духовен лидер на Иран кој што беше убиен на почетокот на војната за забрана за производство на нуклеарно оружје. Исто така тој има наредено фетва за ограничување на далечината на иранските балистички ракети на 2000 км. Главна сила за одвраќање на Иран се ракетната програма, односно балистичките ракети и програмата со дронови плюс прокси структурите низ целиот Блиски Исток, односно шиитските милици и групи почнувајќи од Хезболах во Либан, хутите во Јемен и Катаиб, Хезболах и другите структури кои што функционираат во Ирак, во соседен Ирак. Колку од иранските војни капацитети се уништени и колку се оштетени, тоа не може со сигурност да се тврди. Факт е дека како последици на нападите во 2025 година и сега посебно бидејќи овие напади се пожестоки и интензитетот на напади се далеку поголеми, еве САД изјавија дека за веќе колку 10 дена имаат извршено 5000 борбени летови, Израел исто сигурно има толков број. Тоа е многу повеќе од 1500 борбени летови колку што имаше Израел во минатата година. Добро, ова клучно, ова оружје кое го нарекувате и го наведувате како клучно, дроновите и ракетите, тие се иранско производство или од каде се набавени? Дали Иран произведува сопствено оружје? Видите, Иран со години произведува сопствено оружје, но интересно е дека тој се снабдува со елементи за производство еве на Шахед дроновите Геран, на Шахед 136, голем дел на деловите доаѓаат од Европската унија и од други држави кои што се западни држави, покрај од Кина електроника. Како стасуваат до таму? Иран преку разни шеми, преку разни држави, значи преку Емирати, преку други разни држави, ги купува тие делови и ги донесува на територијата на Иран и ги произведува тие дронови. Исто и балистичките ракети. Факт е дека Иран сам не може да произведува електроника, таква современа електроника и други делови за тие балистички ракети. Посебно исто и хемиски препарати кои што се потребни за производство на ракетно гориво. Така да дури некои машини и опрема кои што е потребна за производство на ракети, на балистички ракети, тие се од европски држави, купени, набавени преку разни канали, црни канали. Добро, ако од прилика дадовме слика, односно еве според информациите со кои располагаме, каква е воената моќ на Иран, колку ви личи реално сценариото што ете повторно го споменува Трамп, прво ли цитираше со термин 4 до 6 недели, вчера вели синоќа на синокешниот прес рече многу брзо таква формулација употреби дека конфликтот се гледа крајот. Дали и вам ви личи ова реално сценарио? Па еден од најголемите предизвици во денешната геополитика, особено за аналитичарите, она да се предвидат или да се анализираат логиките на чекорот на претседател Доналд Трамп. Тие се импулсивни, често пати има индиции дека се недоволно промислени од неговата администрација.
за САД која што важеше за сериозна држава, особено во геополитичка смисла на зборот, сега повеќе делува импулсивно. Дека ќе заврши конфликтот за 10 дена, тоа во суштина навистина и може да се случи или не знам за 20 дена, без разлика на политичките флускули кои што може да се споменат постконфликтот, во смисла дојдовме, победивме, нели во пиар смисла и во пиар смисла на зборот. Јас сум убеден дека војната цел не е постигната. Иран и натаму е ризик за демократскиот свет во неговата околина. Иран и натаму е под раководство на сосема нови луѓе кои што се далеку порадикални, конкретно за верската фигура кога говоревме, неговиот нов наследник е неговиот роден син, кој што ги има токму спротивните карактерни особини од претходникот, и е милитантна фигура политичка, екстремна политичка фигура во среден век, 56 години мислам дека поседал на Ајтолах. Допрва е, нели, пред него е политичкото владење со оваа држава. Неговите политички позиции се сега сосема затврстени, дури до нивото дека и отворената опозиција ние бевме сведоци до пред можеби повеќе од 2 месеци дека на улиците во Техеран постоја нереди за нели, промена на власта на режимот. Но очигледно оваа војна не беше доволно добро осмислена од гледна точка на соборување на режимот во Иран и напротив сега дури ги зацврстија нивните механизми на моќ, што значи и натаму оваа држава ќе продуцира да зрачи со нестабилност и несигурност во регионот, меѓутоа и глобално. Значи, ако ставам еднакво на вашиот одговор, или војната ќе заврши со пораст на САД, бидејќи целите не се стигнати, или ќе трае подолго за да се остварат, бидејќи вака како што е, само е обратен ефект Воредно Иран никогаш не може да добие битка со суперсила како што е САД. Да не се лажеме, дури не постои држава во светот кој што ги има панданот на моќта на армијата на САД. Но може да нанесе економска и политичка штета, претпоставувам кон тоа и изградена стратегијата на одбивање на агресија врз Иран, и таа политичка и економска штета е видлива дури и сега. Цените на нафтата нарастат, ја осетивме дури и ние во Македонија. Државите од заливот кои што изминативе декади изградија веле сили врз основа на тоа да ги привлечат инвеститорите, да ги привлечат светските супер богати граѓани да престојуваат во овој дел од светот, да живеат, да го наречат дом, веќе тие не се тамо, тие заминеа за Сингапур. Во најголем дел и финансиите се префрлени, значи штетата е трајна. Од блискиот на подалечниот исток. Штетата е трајна од овој конфликт и таа не верам дека ќе биде надмината скоро. Тодоровски, кој е сценарио според вас е најреално? САД во Израел во моментот остварија тактичка победа, но не може да остварат стратешка победа. Бидејќи на почетокот на операцијата и Трамп и Нетањаху изјавија дека целта е рушење на режимот во Иран. А тоа, како што гледаме, не се случува. Може би тие мислеа дека со почетокот на нападите ќе се активираат повторно протестите во Иран, но гледаме дека напротив нападот, агресијата врз Иран ги сплоти голем дел од иранциве кои што не излегуваат на улиците и не протестираат против режимот. Второ, факт е дека без скопнена операција е невозможно да се победи држава која што е 96 милиони и која што е по територија практично 2 пати поголема од Украина. Зошто воопшто таа теза за копнена офанзива, нешто слично што се случи пред 20 кусур години во Ирак, сега е комплетно на страна тргната и не се разгледува како опција? Географски, територијата на Иран е екстремно компликувана за војна интервенција. Северно-јужниот дел на Иран е еден планински масив, кој што е природна бариера и е многу тежок за копнено напредување кон оваа држава. Кон Каспиското море ние имаме уште еден огромен планински масив што спречува било каква интервенција од таа страна. Иранските војници со добро утврдување, со добро изградена стратегија се многу тешки да бидат соборени. Токму и причината
на постоењето и на Персија, нели, како империја на времето, а и сега како модерна држава во било каква недемократска форма, онаква каква што е денеска, се должи токму од релјефот и од конструкциите каде оваа држава ги има своите... Добро, времево брзо тече, а имам уште многу прашања. Тодоровски би сакал, доколку го исцрпевме ова за Иран како конфликт, да прашам колкава е опасноста, некои аналитичари предупредуваат токму на тоа, на поврзување, односно на спојување на повеќе фронтови, отворање нови фронтови на далечниот исток и еден вид почеток на Третата светска војна на еден начин. Дали во Санкт Петерсбург, во Москва, во Русија генерално повеќе се зборува за завршување на војната во Украина или за почеток на Трета светска војна без разлика според кој е сценарио? Видите, мислам дека пред неколку денови министерот за надворешни работи на Руската Федерација Лавров изјави дека духот од Анкоридж веќе е мртов и практично преговорите како такви не водат никаде. Иако на 11 март е предвидено во Истанбул да има нови преговори меѓу Русија и Украина, факт е дека веќе подолго време преговорите стојат во место и нема прогрес, не се случува никаков прогрес по клучната тема, а тоа е територијата на Донбас. Мислам дека во Анкоридж и рускиот претседател и американскиот претседател се имаа договорено сад да извршат притисок врз Украина да се повлече од регионот на Донбас и да се постигне мировен договор, но Украина тоа го одбива и војната продолжува. Факт е дека тоа што се случува во светот води кон активирање на други конфликти, не само на далечниот исток, во Африка, и дека факторот воена сила и решавање на проблемите преку воена сила се враќа на голема врата во меѓународните односи. За жал, тоа е реалноста. Сето така функционира и интересно ќе биде каква ќе биде реакцијата на Народна република Кина на сето тоа што се случува. Зошто се и тие прилично тивки до сега, исто како Москва? Видете, интересно е дека Народна република Кина претходно, во текот на изминатите 2 до 3 години, практично секој ден и кинеските борби на авиони летаа кон Тајван. Кон линијата на разграничување, во последните 10 дена тие не летаа. И во Народна република Кина во моментов има големи реформи на армијата и таму голем број на аналитичари и кинези исто така прашуваат зошто Кина не спроведе таков вид операција кога е во враќање Тајван. Но Народна република Кина и нејзините официјални лица секогаш изјавуваат дека првично тие сакаат Тајван да го вратат по мирен пат, дека тие не се залагаат за војна и дека војна е можна исклучиво доколку Тајван прогласи независност или доколку Тајван со помош на САД преземат некои чекори кои што Кина не може да помине преку тоа. Добро, велите живееме во ново време на конфликти. Која е според вас најопасна точка на планетава сега по затворање на војната во Иран или смирување? Дали е тоа Куба, спомнавте Африка или можеби нов фронт во Европа? Видите, моментално се решава на Блискиот исток. Бидејќи тоа што се случува на Блискиот исток веќе не е само помеѓу Израел и САД и Иран, тоа е веќе голема регионална војна, бидејќи практично сите држави на Блискиот исток се вклучени во овој конфликт. И голем дел од светот зависи од поставката на нафта и газ од Блискиот исток. Еве, денес прочитав информација дека Ирак, Кувејт, Саудиска Арабија и Емиративе за 33% го намалија производството на нафта во последните 10 дена. Тоа се повеќе од 6 милиони барели нафта дневно. Така да тоа може да доведе до голема економска криза из целиот свет, која што може да доведе до активирање на други конфликти. Добро, Путин постојано повторува дека не е закана, Русија не треба да се смета за закана за Европа, меѓутоа постои голема недоверба. Генерално, каков е вашиот впечаток како македонец кој живее и работи таму, но веројатно ги познавате луѓето, знаете како функционира, каков е менталитетот. Дали може на Путин да му се верува или кога станува збор за границите од поранешниот Советски сојуз или некои историски димензии на некоја историска Русија, постои опасност од некои отворање на нови фронтови од страна на Русија во Европа? Дали тоа би бил Балтикот, дали Молдавија или нешто друго? Јас во тоа не верувам, бидејќи тоа значи конфликт меѓу Русија и НАТО, отворен конфликт, а тоа веќе значи нуклеарна војна. Мислам дека
сите и официјални лица и лидери во Европа тоа го разбираат и знаат дека тоа практично невозможно и дека Русија не е спремна и не сака војна со Европа. Но мислам дека двете страни ги користат таа тема за своја пропаганда и за тоа за потренување на војната индустрија, бидејќи војната индустрија значи вложување на големи пари, за тоа се потребни долг временски период за истата да се активира и за да почне да дава резултати. И мислам дека и двете страни, за жал, тоа го користат за своји пропагандни цели и гледаме дека веќе и во Европа расте производството на оружје. И прашање е тоа оружје каде потоа ќе се искористи, бидејќи толку големо производство на оружје, тоа не може бесконечно да се складира. Добро, колку е тогаш веројатна тезата дека сите тие регионални војни што ќе се водат во одредени точки на светот ќе се смета за Трета светска војна и дали е можно да се води Трета светска војна без да се употреби нуклеарно оружје? Трета светска војна без нуклеарно оружје не верувам дека може да се води без тактичко нуклеарно оружје, бидејќи знаете кога војуваат големите сили, доколку е загрозен нивните стратешки цели да опстанат, тогаш мислам дека тие се спремни на се. И иако досега се балансираат двете страни, се трудат да балансираат и да ги надминат разликите, доколку во скоро време не дојде до решавање на отворените прашања, не зборувам само за прашањето на конфликтот помеѓу Израел, САД и Иран или конфликтот во Украина, овде мислам и на конфликтите, отворените прашања кои што се како Тајван, отворени прашања кои што има огромен дел во Африка, во Централна и во Северна Африка. Еве гледаме дека Етиопија се активираше во конфликтот во граѓанската војна во Судан. Така да следна точка Греам и Трамп најавува дека е Куба, така да тоа може да доведе до дестабилизација на целиот свет. Бидејќи факт е дека Обединетите нации, Советот за безбедност не функционираат и тие не вршат својата функција. И ситуацијата наликува како пред Втората светска војна, кога Лигата на нации исто не се справи со поставените задачи, потоа почна разни конфликти се активираа и претежно во Централна Европа и така почна Втората светска војна. Добро, Александар, колку е слична, колку различна сликата во светот од пред Втората светска или особено од пред Првата светска војна, бидејќи многу аналитичари прават споредба со светот во пред 1914 година. Секогаш се прават споредби со научени лекции, но ние мораме да разбереме дека секој нареден конфликт по ништо не наликува на претходниот. Може да се земат само некои наративи во смисла на војни лекции научени, меѓутоа начинот на конфликт сега или доколку има Трета светска војна нема сигурно само да подразбира физичко војување, тоа има своја сајбер сфера, има сосема нови начини, не знам, војна со информации, пропаганда, не дека претходно немало пропагандата, но меѓутоа со социјалните мрежи, тоа буквално е многу поизразено сега. Дека има употребата, споменавте, на нуклеарно оружје е невозможна. Јас би рекол, бидејќи иако големите држави, не знам, 20 севкупно во светот поседуваат нуклеарно оружје, употребата на нуклеарното оружје е само од екзистенционална причина, доколку сосема друго нуклеарно оружје биде нападнат домашниот терен. Во практична смисла на зборот, доколку избие конфликт помеѓу Народна република Кина и Тајван, тоа не значи дека Кина ќе го потреби своето нуклеарно оружје за да го порази противникот. Или напротив, јас би напоменал дека да, и во Европа има зони и жаришта, цела Европа не е НАТО. Ние имаме територија како Молдавија во кој што живее доминантно население кој што себе си не се смета за лојално во Транснистрија на сопствената држава. Натаму оваа држава дури планира спојување со Романија, што е конфликт сам по себе. Куба, Централна Африка, би рекол, нема Северна Африка, некој потенцијален ризик. Корејскиот полуостров е сериозен инцидент, во сериозна безбедносна клима сега. Имајќи на ум дека лидерите од Северна Кореја буквално вчера вечер отворено го поддржа Иран и дури најави и воена помош кон своите сојузници. Сакам да напомнам дека Кина и Русија, иако отворено негираат дека
воено помагаат на Иран. Ние мораме да разбереме дека хиперсоничните балистички ракети единствено и прецизно се управуваат со помош на сателити. Иран не поседува сателити, меѓутоа Кина и Русија поседуваат, што значи дека еден од овие големи суперсили отворено има интерес да ја направи воената операција за одбрана на Иран од Израел и од САД поуспешна. Што ова сакате да кажете, дека ситуацијата е многу посложена од колку изгледа и дека она Трамп што го нарекува... Дури би дал една констатација дека ние можеби веќе ги живееме првите години од новиот глобален конфликт, кој што по многу нешта ќе се разликува од Втората и од Првата светска војна и меѓународниот поредок со тоа. Добро, значи дефинитивен крај на војната во Иран не очекувате за брзо време? Не. Колку би траело според вас? Па тешко е да се процени, повторувам, како ќе дефинирате крај на војна? Дали им постои во моментов реална можност скопнени трупи да навлезат во Иран? Не. Не постои авијација која што може да порази режим на една територија. Ако ги земеме лекциите научени од минатото во минатите конфликти, додека хипотетички војските на САД не влегува во Афганистан или во некои други територии, многу беше потешко да се прогласи дека тој режим е соберен од власт. Истото важеше и за Сирија. Копнено мораш да го поразиш противникот за да ја смениш власта во државата. И во сите тие опасни точки за живење во светот, колку е Балканот нестабилен, несигурен? Па јас би рекол сосема природно е да се верува дека Балканот е нестабилен. Геополитички, меѓутоа и поради постоењето на веќе формирани воени сојузи. Ние да не забравиме, имаме 3 воени сојузи и покрај постоењето на НАТО кои што се активни во регионот. Првиот е Хрватска, Албанија и Косово, вториот е Унгарија и соседна Србија и третиот, релативно последниот, е Израел, Грција и Кипар. Самиот чин дека ние веќе имаме билатерални договори на држави кои што се гарантираат дополнително од НАТО или спротивно од НАТО своја безбедност, ни дава на здрав разум да се плашиме за нашата безбедност во регионот. Можеби ние имаме од македонска перспектива, сакам да верувам дека сме сигурни бидејќи сме членка на НАТО, дадовме голема жртва за тоа. Тие механизми на НАТО во пракса се веќе применети, дека Балканот е раздрман од овој конфликт конкретно, можеме да посведочиме и со разместувањето на грчките Патриот одбранбени ракети во соседна Бугарија, кои што го покриват и македонското небо од потенцијален ризик за прелет на иранска ракета, нели, Бонстил, војната база во нашата непосредно соседство на Скопје. Александар Србиновски, Дарко Тодоровски, ви благодарам многу за учеството во денешната издание, да си кажем, и за вашите размисли. Ви благодарам и моје задоволство. Благодарам. Ви благодарам на вас, Горан. Поздрав, се најдобро. Поздрав, Дарко, се најдобри вам во Русија. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието со кое не следите. Останете и натаму на фреквенцијата на Телма и имајте убав ден.